Рециклирањето е важен процес во зачувување на животната средина и во изнаоѓањето на нова вредност на постоечките материјали и производи. Ова е најавата на најновата приказна. Добре дојдовте во неа. Програмата Еко училиште е еден од проектите на едукативната програма Немаме резервна планета, во која се вклучени учениците од Скопската гимназија Јосип Броз Тито преку својата еко секција. Сите овие активности на учениците имаат за цел стекнатото знаење на темата животна средина да го применат и во пракса. Вообичаено еден еко ден, да речеме, или наш состанок почнува со дебата, дискусија за тоа што можеме, до каде сме стигнале со нашата работа и евентуално некои идеи за во иднина што можеме да преземеме. Учениците најмногу ги инспирира да бидат активни во оваа наша секција. Чувството и знаењето, фактот дека навистина придонесуваат за здравата животна средина и нормално за селектирање и рециклирање на отпадот. Преку активностите во екосекцијата се подига свеста на учениците, наставниците, техничкиот персонал, родителите, но и сите други кои се вклучени директно или индиректно во училишната заедница на многу теми поврзани со екологијата, меѓу нив и заштитата на животната средина преку рециклирање. Во основа знаат многу малку на почетокот, имаат некои основни познавања, меѓутоа со оваа секција веќе научуваат многу. Тоа го спроведуваме, во суштина спроведуваме и посети на да го гледаме системот на рециклирање, целиот процес, бидејќи некако првичното знаење е дека селектирањето е рециклирање. Селектирањето е само првиот дел. Искрено многу често овде реупотребуваме материјали, изработуваме дополнителни предмети, изработки кои што понатака ги реупотребуваме. Ги имаме во холот, ги имаме во ходниците, така натаму. Најчесто собираме хартија, собираме пластика и електронски отпад. Она што реално најчесто и го имаме тука. Ги собираме во одредени корпи, визуелно веќе сигнализирани каде се наоѓаат која корпа, зашто е, и членовите на екосекцијата редовно ги проверуваат и организираат понатаму нивно дислоцирање. Голем дел од материјалите кои што ги собираме и ги реупотребуваме. Изработуваме, повторно кажав и претходно, изработуваме изработки кои што ги користиме понатаму во училиштето. Важно е темите за одговорно управување со отпадот и рециклирање секогаш да бидат во фокусот, па затоа и заштитата на животната средина е тесно поврзана и со редовната настава. Најголемите предизвици се да постигнеме истрајност, конзистентност, да не биде тоа само една акција годишно или периодично, туку да развиеме свест дека тоа во суштина е начин на живот. Значи, битно е да ги научиме младите дека на тој начин треба и да живееме. Сосема е доволно да почне со еден иницијатор, еден мотиватор. Нека биде тоа група на ученици кои што ете сега добиваат енергија, добиваат идеја, визија како да помогнат и доволни се 2 или 3 корпи со кои што ќе обезбедиме простор за да се селектира отпадот. Тоа е сосема доволно на почеток. Понатаму со дебати, со дискусии може многу да се постигне. Најважно од се е сите ние, првовозрастните, и да ги научиме и децата како да се грижат за својата околина. Рециклирањето е процес на преобразба на веќе употребените производи во суровини кои повторно можат успешно да бидат употребени за добивање производи, кои пак по употребната вредност ќе бидат еднакви со оние од кои тие произлегле или ќе се користат за добивање на сосема нови производи. Време е за истражувањето. Многумина сметаат дека рециклирањето е процес на времето во кое живееме, но не е така. Рециклирањето како процес за чување на ресурсите постои и од давнешни времиња. Денес е нагласен заради концептот на потрошувачко општество кое поттикнува купување и користење голем број производи. За секој производ што го користиме има огромни количини потрошени природни ресурси, штетни хемикалии испуштени во водите и почвата и илјадници тони јаглерод диоксид и други стакленички гасови испуштени во атмосферата.
Рециклирањето е еден од најдобрите начини за пристапување кон кругот на повторна примена, односно она што е отпад за едни е суровина за други. Зошто е важно рециклирањето? Секако дека прво најважно е бидејќи немаме да создаваме отпад кој што ќе треба да го депонираме. Да одземаме површина која што можеме да искористиме за нешто друго. Поскапо е одржување на стандардни депонии, тие со текот на времето ќе се зголемуваат и така натаму. Прво од тој аспект е да поидеме за да го намалиме отпадот што го отстрануваме. Второ, со рециклирањето добиваме материјал кој што може да замени дел од оној основниот материјал или суровина која што земаме од природата. Со тоа помагаме да ги сочуваме ресурсите во нашата земја и глобално, нели, на целата планета. Најчесто употребувани материјали за рециклирање се различни видови стакло, хартија, метал, пластика, текстил и електронски производи. Многу мал дел од материјалите кои што ние ги конзумираме или секојдневно ги создаваме како отпад, може да бидат рециклирани. Дел од нив да, например, еве како стаклото може бесконечно многу да се рециклира, меѓутоа хартијата до одреден неколку пати можете да ја рециклирате, да ја вратите во процес, но на крај сепак од неја ќе остане отпад. Нема да можете повеќе тоа да го правите или да внесувате одреден дел на рециклиран материјал во некоја чиста пулпа за да можете да добиете хартија. А од пластиката, многу мал дел од различните видови на пластика кои ги користиме во секојдневието, може повторно да се врати во истата форма за да се користи за истата намена. Значи, од пластично шише да добиеме повторно, да речеме, пластично шише. Тоа всушност би значило рециклажа. Инаку постојат и други начини на преработка на отпад. Тоа не е рециклирање, тука е преработка, кога од одреден вид на отпад се добива некој нов производ, некој нов материјал, кој што има нека друга намена, друга вредност, меѓутоа тоа се видели преработка на отпадот. И тоа е едно од начините на, ние викаме, постои хиерархија на управување со отпад, значи внимаваме прво помалку да го создаваме, потоа гледаме дали може да се реупотреби она што за нас е отпад, а за некој друг да биде производ. Понатаму се фокусираме на рециклирањето и преработката. Понатаму преработка за добивање на енергија е исто така подобра отколку отпадот на крајот да заврши повторно во депониите. Процесот на рециклирањето зависи од тоа дали треба да се добие истиот или некој друг производ, но и од основните суровини од кои потекнува оригиналниот производ. Рециклирањето на текстил е процес кој што е најмалку застапен, иако бележи голем потенцијал. За сега овој материјал е само дел од процесите на реупотреба и пренамена, а не рециклирање. Статистиката на глобално ниво покажува дека само 9% од пластиката во ѓубрето се рециклира, 12% се гори, додека остатокот само се фрла на депонии или во реките и океаните. Да, на глобално ниво ќе видите дека имаме различни примери. Европа, Канада, Австралија се понапред во смисла на рециклирањето и северните земји се понапред во употребата на и пластиката, за конкретно прашањето бидејќи за пластика, во употребата за добивање на енергија, бидејќи како што кажавме, голем дел од пластиката и не може да се врати назад во некаков процес на преработка или рециклирање, но може да биде искористена за енергија. Постојат делови од светот каде тоа е апсолутно, значи, неприменливо, односно не се применува, не постои ниту примарна селекција. Ние сме некаде измеѓу, да речеме, оние најнапредните земји и оние земји кои што воопшто немаат никаков систем. Во последниве десетина години започнавме да го воспоставуваме тој систем на примарна селекција, зашто тоа е исклучително важен за да ние понатаму зборуваме за рециклирање. Бидејќи е многу тешко да извадите чиста суровина од мешан отпад. Ако ние како граѓани, па и правните лица не го селектираме отпадот, не можеме да добиеме добра суровина која што понатаму би ја користела за рециклирање и за преработка. Во таа смисла, еве, сведоци сме дека постои инфраструктура, воспоставена е на некаков начин, некаде повеќе, некаде помалку. Граѓаните имаат можност да селектираат најголем дел, тоа е за стаклото, пластиката, лименките, хартијата.
Меѓутоа уште треба да се работи. Не е целата територија на државата покриена, треба да се работи со граѓаните да научат да ги користат овие садови специјализирани за селекција, да знаат во која канта кој отпад треба да оди. Општините треба да бидат поажурни во смисла на воспоставување токму на ова инфраструктура во соработка со така наречените колективни постапувачи, што всушност е еден систем на проширена одговорност на производителите кои плаќаат за да ние граѓаните ја добиеме таа услуга. И да имаме посебни садови за селекција, и да има систем кој што ќе го собира тој отпад посебно и ќе го однесе некаде во некоја инсталација која што има дозвола, лиценца за работа за преработка или рециклирање на тој вид на отпад. Регулирањето на отпадот во земјава е опфатено со неколку закони. Нашата законска регулатива е речиси 100% хармонизирана со онаа на Европската унија. Постојано има нешто што ни недостасува, бидејќи во Европа постојано таа регулатива се менува. Како се менуваат светските трендови, во смисла на тоа еве најново е дека се поголем дел ќе се бара во новите производи да има вметнато или да се користи рециклиран материјал, дали во пластичното шише, кој што пиеме вода, не може да биде од основната суровина пет, туку треба да има градено и преработен или рециклиран пет во својот состав. На тој начин се стимулира и се мотивираат производителите на пакувањето да користат што повеќе рециклиран материјал. Например, тоа кај нас се уште не е имплементирано во законот. Или во Европа има потполна забрана за употреба на пластиката за еднократна употреба. Во нашиот закон тоа засега е само во заштитените подрачја во државата. Но како и да е, генералната рамка постои. Ние имаме 6 закони за управување со отпад кои регулираат областа и за посебни текови на отпад. И сметам дека имаме добра основа за да можеме да го имплементираме системот. Процесот на рециклирање треба да се развива дополнително кај нас. Најмногу во Македонија се рециклира, е тешко да се каже, да, имаме одредени инсталации, меѓутоа тоа е многу мал процент, каде што добиваме повторно од истиот материјал да го добиете истиот производ. Меѓутоа имаме преработка, најголем дел тоа е металопреработувачката индустрија, имаме во индустријата на батерии и акумулатори преработка, значи од стар производ се добива комплетно нов производ. Имаме поголем дел се пред третман, така се вика, или третман, пред преработка и рециклирање, се собираат материјалите и доколку нема кај нас инсталација се извезуваат надвор со некаков третман, што сепак представува и додадена вредност на тој, да речеме, производ и дополнително што не завршува во природата или некаде не е контролирано изфрлен на некое од нашите ѓубришта. Значајно е личното однесување, мора да бидеме свесни, мора да се трудиме да ги промениме навиките, барем сите ние што можеме во рамките на нашите можности и мандати обврски. Меѓутоа многу е важно, уште поважно е да имаме и институционална поставеност, системски пристап и она што 20 години се обидуваме да го воспоставиме, а тоа е регионален систем за управување со отпад. Регионалниот систем за управување со отпад ќе значи практично ќе се стреми кон намалување на количините на отпад, генерално намалување на создавање на отпад. Понатаму, намалување на количини на отпад кои што завршуваат на депонија и зголемување на процентот на рециклирање на различни рециклабилни материјали, пластика, хартија, стакло, биоразградив отпад. Систем за селекција треба да се развива. Не потполно, се уште треба да се работи. Општините во соработка со колективните постапувачи кои што се представници всушност на производителите кои реализираат својата проширена одговорност, треба посериозно да работат, затоа што очигледно е, мислам дека се гледа по околината дека се уште системот не е воспоставен како што треба. Отпадот влијае на климатските промени. Отпадот влијае врз климатските промени, односно врз ефектот на стаклена градина, со тоа и глобалното затоплување на повеќе начини. Пред се морам да кажам дека комуналниот отпад, кој што го создаваат граѓаните секојдневно, 99%, односно
99,8 скоро 100% целосно се депонира на депонија. Тој отпад, целиот тој комунален отпад, содржи во голема мера биоразградив отпад. Некој 50-60% од вкупниот процент е биоразградив отпад. Биоразградив отпад е отпадот од храна, земјоделски отпадоци, градинарски отпад и сето ова завршува на депонија. Како резултат на, да речам, одредено одложување на овој тип на отпад таму, се ослободува метан. Метанот има потенцијал за глобално затоплување 24 пати повеќе од јаглерод диоксидот. Дополнително, освен тоа, метанот е гас кој што многу лесно се пали и кога ќе го одложите комуналниот отпад смешан, нели, и биоразградив и се останато, нели, метанот многу лесно се пали, нели, предизвикува пожари и освен тоа што се ослободува метан, се ослободуваат и други стакленички гасови и не само стакленички гасови, туку и загадувачки супстанции и исто така прекурсори кои што влијаат врз ефектот на стаклена градина. Дополнително на тоа, многу важно, значи, е тоа што освен биоразградив отпад, на депонија се одложуваат и материјали кои што можат да се рециклираат. И тука, нели, индиректно, наместо да ги рециклираме и вратиме во употреба, ние истите тие ги заменуваме со ископ на нови, што индиректно значи дополнително користење енергенси, транспорт на истите до крајна дестинација и емисии на стакленички гасови. Македонија како земја потписничка на Конвенцијата за климатски промени при Обединети нации има опрска секоја година да изготвува инвентари на емисии на стакленички гасови. Тоа се инвентари кои што се прават врз основа на пресметки по претходно точно утврдени методологии. И тука, во тие инвентари, ако ги погледнете инвентарите на Македонија, поготово оној последниот за 2019 година, ќе видите дека отпадот учествува со 5,6%. Најголем е уделот од емисиите од енергетика, производство на енергија и начин на грејење. Исто така значаен е процентот од сектор земјоделство и шумарство, да речам некои 20%, се останато, да речам, индустријски процеси, користење на производи и отпад влегува во оние сектори кои што помалку, да речам, допринесуваат, како што кажав, отпадот со 5,6%. Меѓутоа, не треба да ги занемариме и сите овие други емисии кои што не можеме, да речам, да ги пресметаме, а настануваат со невнимателно палење односно ненамерно или намерно палење на депониите. Европската Унија воведува построги правила за извоз и транзит на неопасен отпад. Извозот на неопасен отпад од зелена листа генерално ќе биде забранет во земјите кои што не се членки на ОЕЦ. Исклучок од ова правило би биле земјите кои што имаат капацитети што ги исполнуваат условите за заштита на животната средина за преработка на овој отпад. Според новата регулатива, од ноември 2026 до мај 2029 ќе има целосна забрана и за извоз на отпад од пластика, вклучувајќи го и неопасниот отпад од пластика. Целта е да се зајакне спроведувањето на законодавството во насока на спречување на илегален извоз на отпад од земјите членки на Европската Унија и во трети земји, а со цел да се осигура еколошки здраво управување со пратките на отпад во ЕУ и надвор од ЕУ. Регулативата наметнува нови правила за увоз-извоз, транзит на отпад и за земјите кои што не се членки на Организацијата за економска соработка и развој, во која група припаѓа и Македонија. Што представува рециклирањето? Рециклирањето, ако збориме по дефиниција, тоа е одделување на материјали, секундарни суровини се тоа од отпад, со цел повторно да се искористат како замена за примарните суровини. Но за да стигнеме до рециклирање, би сакала да го објаснам целата хиерархија на отпад.
Значи, главната цел најдобро е ако може да не се создаде отпад, односно превенцијата на отпад. Тоа значи дека во фазата на дизајн да видиме како да се направат производи кои што подолго време ќе траат, односно ќе станат отпад подоцна. После тоа оди употреба, ако зборуваме за ако било чашка, дали може да стане вазничка и така во тој смисол употреба. Потоа доаѓа рециклирањето, што го објаснив на почетокот што му е целта, меѓутоа не може се да се изрециклира, не може 100% отпадот да се изрециклира. Затоа подолу во хиерархијата искористува, односно копроцесирање и тоа значи искористување на материјалот и енергијата во отпад. Ако и тоа не може, тогаш да се искористи само енергијата од отпад и како посебна најнепосакувана опција е депонирањето. Тоа е она хиерархија која што е пресликана и во законодавство, и во стандарди. Тоа е она патека по која што треба да се постапува со отпадот. Се чини дека сите ние мислиме дека рециклирањето е процес кој што го имаме во ново време, но не е. Рециклирањето постоело од секогаш. Можеби поттикнувањето на конзумирството го истакнува рециклирањето, односно потребата да го управуваме отпадот сите ние, да произведуваме што е можно помалку отпад. Па во таа насока колку сме свесни дека треба да внимаваме во поглед на отпадот? Видете, многу убаво рековте. Ова потрошувачко општество, брзиот модерен начин на живење создава големи количини на отпад. Од друга страна имаме лимитиран простор за депонирање и депонијата не е проблем и за животната средина и го намалува квалитетот на живот. Од друга страна имаме ситуација во која што природните суровини се лимитирани. Исто така, се потешко и поскапо е да се стигне до суровина природна и затоа мораме да разгледаме што е тоа што може да биде замена за природните суровини и истовремено да се тргне од депонијата. Тука доаѓа она постапување со отпад. Значи, третман, предселекција на отпадот и рециклирањето. Многу е важно рециклирањето во целиот овој процес, ама пред да дојдеме до рециклирање, мора да има и добра селекција и предтретман на отпад. Не може да се рециклира измешан отпад. Може, поскапо и полоше квалитетот на тоа што се добива. Кај нас имам впечаток дека се создаваат и погрешни митови, дека, например, селектираниот отпад се собира на исто место и на тој начин се фрла на исто место, но очигледно не е така. Видете, дали, ако зборуваме како треба, тоа така не треба да биде. Дали во нецелосно оформен систем за управување со отпад, кај нас за жал е така, тогаш можно е одредени фракции да претходно селектирани пак да завршат заедно со останатиот отпад. Меѓутоа, тоа во никој случај не е добра пракса. Кога мораме да тежнееме да отпадот сепарирано се собира во различни канти, во различни садови за собирање различни типови на отпад и кога еднаш тоа ќе се направи, потоа е стварно жално отпадот пак да се измеша. Затоа што селектираниот отпад е суровина. Тоа веќе не е дел од проблемот, тоа е на страната на решението. Тој отпад може да се рециклира, понатаму може да се копроцесира и све друго, освен да се депонира. Жално е да се депонира тој отпад. Што се може да се рециклира? Различни материјали имаат различен потенцијал за рециклирање. Например, најголем потенцијал за рециклирање има стаклото и металите. Алуминиум, железо, тие имаат најголем потенцијал. Што значи потенцијал за рециклирање? Дека може да се рециклират, да се добијат материјали од првичниот производ со квалитет кој што е еднакво добар како и природната суровина. Тоа значи дека тие затоа имаат тие најголем потенцијал за рециклирање. Меѓутоа не се само тие, секако дека и пластиката има потенцијал за рециклирање, не секоја пластика.
има различни типови на пластики. ПЕТ пластиката има потенцијал за рециклирање. Меѓутоа има пластика со голема густина, ХДПИ пластика, или полистирен, различни типови на пластика кои што немаат веќе толкава можност за рециклирање, односно процесот на рециклирање е скап, производот што се добива не е со толку добар квалитет и едноставно нема економска оправданост да се рециклира. Во такви случаи се оди на други начини на третман на тој отпад. Каква е законската регулатива? На кој начин е регулирано тука во нашата земја управувањето на отпадот и вклучително самиот процес на рециклирање? Имаме многу добра законска регулатива. Имаме законска регулатива која што е во голема мера усогласена со законодавството на ЕУ и според моите сознанија дури предначиме во регионот во однос на законска регулатива. Да, треба да се донесат некои подзаконски акти кои што се однесуваат на проширена одговорност на производителот, посебните текови на отпад, тука се овие гуми, искористени возила, масла, текстил, пластика и отпад од пакување ги имаме од претходно. Меѓутоа, генерално, ние имаме добро законодавство. Тоа што недостасува е имплементацијата. Со праксата, значи, малку сме закочени. Закочени сме, да. Потребни се промени во секој случај. Дали во таа насока може би повеќе едукација на јавноста ќе биде на некој начин помагател на откочување на примената на законската регулатива? Се согласувам. Знаете, како и во многу други области и во секторот отпад, паралелно со јакнење на техничките капацитети, потребно е институционално зајакнување и јавната свест. Мислам дека јавноста веќе е доволно сензибилизирана. Знаете, се зборува за прашањата за отпадот, знаеме дека тоа е проблем на нашата заедница. Тоа што е контрадикторно е од една страна отпадот ни пречи и знаеме дека е проблем, од друга страна не сме спремни како граѓани, како заедница да ги направиме промените. Не прифаќаме фабрики за предтретман на отпадот, не прифаќаме модерни решенија за циркуларна економија и правилно постапување со отпадот. Очекуваме дека тоа е обврска на некој друг. Тука мораме да работиме. Секој поединец е важен за правилно постапување со отпадот. Праксата со пластичните шишиња, која што на некој начин ги поттикнува луѓето да собираат и да ги носат до одредени места со цел да добијат некаков бенефит. Имаме ситуации во кои што прво со правилно информирање на граѓаните. Правилната информација, навремената информација е тоа што ни е потребно постојано. Потоа, со јакнење на институционалните капацитети. Имаме закони, потребна е напор, не е тоа мала работа, меѓутоа потребно е да се спроведуваат добрите законски решенија. И трето и не може би и најважно е дека има позитивни примери. Наведовте неколку. Постојано има нови иновативни решенија. Имаме и добри веќе проверени пракси од развиените земји. Не треба многу нешто ново да измислиме. Треба само да бидеме доследни и да ги спроведуваме овие веќе добри решенија. Спомнавте со пластиката. Значи, тоа е потврда дека кога има инсентив, макар и мал, дали е тоа некој поен повеќе во оние машините што се вендинг машини ги викаат за пластични шишиња, или е тоа откупување на секундарна суровина, тоа е пракса од многу одамна, рековте на почетокот. Во тој случај граѓаните се мотивирани и се чувствуваат дека плюсот тоа што прават добро за животната средина, туку имаат и свој директен бенефит. Ако тоа помага, очигледно помага. Дел од регионот, она што успеав да го дознавам, дека го користат комуналниот отпад и како производство на енергија. Практично, еве, имаме еден конкретен пример за нов ресурс, на пример. Така е. Во регионот најнова е Србија, значи имаат таму фабрика за користење на отпадот како енергија.
Тоа е исто многу важен аспект зашто е потребно практично правилно управување со отпад и искористување на нерециклабилните фракции. Знаете, како што почнавме, во хиерархијата на отпад, се што може да се рециклира, треба да се рециклира, за да се искористи како секундарна суровина, за да не се користат природни материјали. Меѓутоа, не е можно целосното рециклирање. Секогаш останува дел нерециклирана фракција, дури и од оние што се рециклабилни, и има материјали што воопшто не се погодни за рециклирање. Затоа, тие материјали, наместо тие остатоци, нерециклабилни делови од отпадот, наместо да се депонираат, добра, потврдена светска пракса е да се користат за копроцесирање или, ако и тоа не е можно, за енергија од отпад. Тука, зашто го ставам копроцесирањето пред енергија од отпад? Затоа што при копроцесирање практично се искористуваат и материјалите. Нема потреба од депонирање на пепел, со тоа што потребни се големи инвестиции, потребна е голема контрола, затоа што добро копроцесирање или искористување на енергија значат високи температури на согорување. Не може да се прави паралела со горење на отпад надвор или горење на видови на отпад во домашни печки, кај што има многу пониски температури, од правилно копроцесирање на отпад, односно искористување на енергија од отпад. Така да, тоа се многу различни работи и се надевам дека граѓаните стануваат веќе свесни за овие процеси. Што се не се останува како материјал кој што не може да се искористува понатаму? Вака, со пример сега ќе ви кажам. Значи, хартија може да се рециклира, ама хартија со сјај, мрсна и обоена, обработена, многу потешко се рециклира. Од шишето пет пластика, самото шише лесно, тоа е таа пет пластика, тоа многу лесно се рециклира. Капачето е полипропилен, тоа потешко се рециклира, а етикетата, таа е друг тип на пластика, ПВЦ пластика се вика, таа најтешко се рециклира. Значи, ПВЦ пластика, стиропор го викаме полистирен, многу други оние што се опаковки од чоколадо, такви работи, сите тие многу тешко се рециклираат. Затоа, а тоа е по волумен голем процент е тоа. Значи, во идеални случаи, ако претходно отпадот е предселектиран, од него може да се изрециклира 50 до 70%, а останатите тие сепак мора друг третман да се обезбеди за тој тип на отпад. На кој начин кај нас се справуваме со ова како проблематика? Во законот се е дефинирана проширена одговорност на производителот, во кој што значи тоа дека секој што го создава отпадот е одговорен за тој отпад не само додека да го предаде на јавното комунално претпријатие или на овластениот преземач, туку е одговорен до целиот синџир до трајно уништување на отпадот. Потребно е да работиме, како концепт е поставено и кај компаниите и веќе функционира, потребно е да се додефинира од аспект на имплементација, законски е дефинирано, или уште некои подзаконски акти само фалат, значи потребно е да се дооформи овој систем во кој што ќе бидат мотивирани луѓето да создаваат помалку отпад. На кој начин? Така прават и во западниот свет, во светот. Треба да се напушти праксата да плаќаме паушал за отпад или да плаќаме по корисна површина. Потребно е да се дадат технички услови, различни канти за собирање на различен тип на отпад и потоа тој што селектира отпад, тој ќе плати помалку од тој што не сака да го селектира отпадот.
И после, кога еднашка ќе се собере селектиран отпад, одговорност е на овие колективни постапувачи и понатаму на рециклаторите да го зголемат процентот на отпад кој што е рециклабилен. Практично, што е можно, целта е да помалку отпад да остане за енергија од отпад и ништо да не се издепонира. Кога зборуваме за компостирање, зборуваме за биоотпад. Биоотпад во целокупниот отпад што го создаваме како општество припаѓа од 30 до 40%, па така преку компостирањето истиот можеме да го извлечеме и вратиме во природата доколку го третираме на правилен начин. 30 до 40% намалување на штетните влијанија од отпадот може да се сложите дека не е мала бројка. Кога зборуваме за одговорноста на луѓето, на домаќинствата, во момент кога државата се уште нема воспоставено систем на управување на отпад, ние играме главна улога тука, но одговорноста произлегува од знаење за важноста на проблемот и на некој начин приоритизирање на проблемот. Има заблуди на почетокот, особено кога зборуваме за домашно компостирање, кога ќе кажеме на луѓето дека да, возможно е отпадот од зеленчукот и овошјето секојдневно домаќинството што го создава дома, дека може во домашни услови да се врати во природата. Постојат заблуди како дека во процесот, во целиот процес постојат или се произведуваат тие непријатни миризби, дека се потребни големи финансиски средства за истото и така натаму. Но компостирањето како такво представува само најстар и најприроден начин на разградување на биоотпадот, кој што понатаму преминува во хумус, односно компост, хранлив елемент на хранлива материја за почвата и земјата. И јас често велам дека ние само се присетуваме што всушност е тоа, затоа што нашите баби и дедовци тоа неминовно го правеле секојдневно, без да поминуваат било каква едукација. Работам претежно со млади и можам да кажам дека истите се заинтересирани, дали тоа е поради импактот на социјалните мрежи и така натаму, но гледам дека и веќе во нивниот начин на живот имплементираат одржливи практики, како купување во секонд-хенд продавници, користење повеќе кратна пластика, веќе и се запознаени со истото, но кога станува збор за компостирањето има недостаток на знаење. Недостатокот на знаење е во процесот, односно како самиот биоотпад самите можат да го вратат, а природно им доаѓа дека истиот припаѓа во природата. Кога ќе ги направиме тие работилници заедно, веднаш го менуваат мислењето дека можат и се уверуваат дека можат да почнат уште од денес. Статистиката на глобално ниво покажува дека само 9% од пластиката во ѓубрето се рециклира, 12% се гори, додека остатокот само се фрла на депонии или во реките и океаните. Според податоците на ЕУ, од 29 милиони тони пластика собрана во 2018-та, помалку од 1/3 е рециклирана, 1/4 е фрлена на депонии, а 43% се изгорени во печки за ѓубре. Македонија нема развиен бизнис за рециклирање. Во 2011 година стапи во сила законот за рециклирање на отпад од пакување. Првата дозвола ја доби компанијата Пакомак од Скопје, а процесот на рециклирање ќе го изведе фирмата Grintex МК. Ако ние се споредуваме со земјите од регионот, да кажеме, значи Словенија, Хрватска, Србија, од балканските земји, Словенија може да кажеме дека е лидер во таа насока во рециклирањето, затоа што државата има преземено конкретни мерки како тоа треба да се, како селектирањето на отпадот и третманот на отпадот треба да се стави во ред од една страна, а од друга страна има компании како Пакомак, колективни постапувачи кои што се поддршка на тој систем и професионално ја завршуваат својата работа. Затоа што не може едно без друго не може државата да го менаџира целиот тој систем, бидејќи државата е тром механизам. Меѓутоа, колективните постапувачи се оние кои што треба тоа да го оперативно да го изменаџираат на терен. Во однос пак, значи во однос на балканските земји можам да кажам дека сме на второ или трето место. Значи можеме да се мериме слободно со Србија,
мое лично мислење, мислам дека сме и подобри од нив. Во однос на количините кои што ги собираме се помали, меѓутоа и помалку население живее во нашата држава, така. Во Хрватска, да речеме, од Босна сме далеку подобри, Црна Гора. Во Хрватска нема уште имплементирано систем како колективен постапувач, значи, така да тие имаат некаква стапка на селектирање, на рециклирање, меѓутоа допрва ќе се соочат со она што ние сега, со она што ние изминативе 15 години го работиме, го воспоставуваме тој систем, затоа што таму системот е поставен со јавните комунални претпријатија, меѓутоа на тој начин може да функционира само до одредено ниво. Не постои држава во Европа каде што ваков систем не е организиран од колективен постапач, приватна компанија како Пакомак, која што работи без профит согласно законот и статутот на фирмата, меѓутоа кој што сите средства кои што ги наплаќа треба да ги врати назад во општеството во собирање, рециклирање, едукација, значи почнувајќи од оние земји кои што имаат најголема стапка на рециклирање, од Белгија, од Германија, од Холандија, па до и најслабите земји. Така да не сме лоши, но секогаш може подобро, да. Убаво би било да го издвоиме примерот од соседството кој се развил како успешна формула. Лјубљана е првиот европски главен град кој се обврза дека ќе стане град без отпад. Ова започнува во 2002 година со одделувањето на хартијата, стаклото и амбалажите во контејнери покрај патот. 4 години потоа почнало собирањето на биоразградлив отпад од врата до врата. Резултатите се импресивни. Во 2008 година главниот град рециклирал само 29,3% отпад и заостанувал зад другите градови во Европа. Денес тој процент е 68%, а на депониите се одвезува скоро 80% помалку отпад, што ја става Лјубљана на самиот врв кога зборуваме за рециклирање во европските градови. Лјубљана сега произведува само 115 килограми отпад по глава на жител годишно, а европски град со најмалку отпад е малиот град Тревисо во Италија со 58 килограми. Одделното собирање на биоотпад во 2023 година станува законска обврска во цела Европа, но Лјубљана била подготвена скоро 2 децении пред сите. Во 2013 година секој прак во градот добил канти за ставање на амбалажи и хартија. Зачестеноста на носењето ѓубре е намалена за половина, што ги натерало луѓето поефикасно да го разделуваат отпадот. За разлика од Лјубљана, рециклирањето во Македонија и денес се чини дека е се уште кревко. Не поддржано од државата и оставено на совеста на граѓаните и неколку приватни фирми кои се обидуваат самостојно да се справат со оваа проблематика. Тука треба државата да стави акцент на тоа. Државата треба да го организира системот, сите компании да пријавуваат, значи да бидат дел од тие системи, затоа што не може некој да не го пријавува отпадот кој што го пушта на било каков отпад, збориме на пазарот во Македонија. И треба да се донесе една, како да кажам, национална стратегија отпадот да биде број меѓу првите точки за решавање со помош, споделување на знаења и искуства од колективните постапувачи. Со воспоставувањето инфраструктура за собирање, транспорт и претовар, преработка, рециклирање и отстранување отпад се потребни значителни вложувања. Македонија има регулатива и препораки за селекција и рециклирање. На годишно ниво, преку нашиот систем се собира негде околу 30 до 35% од целиот отпад кој што завршува на пазарот во нашава држава. Односно од она што се пријавува во нашиот систем, ние собираме некој 65-70% од она што се пријавува. Меѓутоа, се што завршува на пазарот не се пријавува Пакомак. Тоа е еден од, да кажам, проблемите кои што треба државата да ги реши, затоа што се уште после 15 години функционирање има компании кои што не го пријавуваат амбалажниот отпад кој што завршува на пазарот со продажбата на нивните производи. Има тука повеќе, да кажам, институции од државата кои што треба да соработуваат заедно, да споделуваат информации. Според податоците на Државниот завод за статистика во 2024 година е собран за 2,5% повеќе комунален отпад отколку во 2023 година.
Вкупното количество собран комунален отпад во Република Северна Македонија во 2024 година изнесува 637.471 тон. Споредбено со 2023, вкупното количество собран комунален отпад во 2024 бележи зголемување од 2,5%. Зголемувањето се должи на зголемениот број населени места, вклучени во системот за колективно собирање отпад. Најголемо количество собран комунален отпад е забележано во Скопскиот регион, 180.729 тони или 28,4% од вкупното собрано количество. Од вкупното количество собран комунален отпад 535.606 тони или 84% се собрани од домаќинствата, а останатите 16% од правни и физички лица се комерцијален отпад. За да можеме да кажеме колкав е тој процент од вкупниот отпад што го создаваме, ни требаат попрецизни бројки, ни треба добри податоци, кои што за жал не секогаш ги добиваме. Општините 1/3 доставуваат информации, 2/3 не доставуваат. Од тие што ги добиваме, повторно не сме сигурни колку се веродостојни, бидејќи за тоа треба да имате ваги, да се мери отпадот и да се знае што е она што е селектирано, што е оној што е мешан отпад кој што се изфрла на депонија. Во таа смисла тешко е да кажеме, ќе сгрешиме ако било каква бројка кажеме. Но од друга страна, од отпадот кој што е собран, за кој што имаме солидни податоци, кој што се собира од оваа инфраструктура која е веќе поставена од колективните постапувачи и од самата индустрија, комерцијалниот сектор кој го селектира отпадот и го предава на лиценцирани собирачи за собирање и транспорт. Имаме многу добри податоци, обработените податоци за оваа година изнесува дека хартијата имаме повеќе од 100%, значи сето она што е собрано е завршило за преработка. Пластиката имаме подобри резултати, стаклото имаме одлични резултати, повеќе од 70-80%. Значи има одредени материјали кои што зборувам, значи од она што е собрано. Не зборувам на национално ниво како бројка од создадениот отпад. Екологистите решение на проблемот гледаат во имплементација на концептот нула отпад, кој се темели на принципите на одржлив развој и циркуларна економија. За нула отпад треба, ќе се вратиме на едно од првите прашања, треба да се створат услови кај населението, значи да кога вие ќе го селектирате амбал отпадот, да има кај да го одложите, за истиот да завршува на рециклирање. Значи треба да се постави една национална стратегија како државата во следниве 2, 3, 5 години ќе се справи, значи и со инвестиции во инфраструктура и со организација во самите комунални предпријатија, затоа што голем дел од нив немаат ни техничка подготвеност за такво нешто, од една страна, а од друга страна многу важен фактор кој што не треба да го забраваме за тој нула отпад, бидејќи под нула отпад подразбира третман и на органскиот отпад, не значи треба на депонија да не завршува ништо. Се овие регионалните депонии кои што се планирани и кои што државата треба да ги направи, сака да ги направи со помош од со странски фондови. Меѓутоа и тоа не оди така лесно затоа што има обструкции од локално население, каде треба да бидат тие депонии, па има блокади на целиот тој процес. Треба малце по мене едукација од тој аспект затоа што луѓето кои што моментално се против некакви такви плански депонии треба да знаат дека тоа нема да биде депонија како сегашниве депонии кај општините, туку тоа ќе биде фабрика за преработка на отпад, во која што ќе има нови вработувања, нема да се шири миризма, нема да се шири нечистота, него ќе се третира соодветно целиот тој отпад собран од планскиот регион. Впрочем, една таква фабрика која што има капацитет да служува 700.000 жители е на 3-4 километри од Љубљана. И од центарот на Љубљана, не од градот, значи на сам граничи со населбите во Љубљана, луѓето се одат таму на работа, се е чисто средено и тоа функционира безпрекорно. Неопходна е и комуникацијата со јавноста, особено едукацијата на најмладите. Тоа беше се што ви подготвивме во рамките на оваа приказна. Се надеваме дека ќе биде поучна, малку повнимателно да се однесуваме кон отпадот, односно кон управувањето на отпадот дури и од нас самите. Довидување!